Битола секогаш била позната и како мегдан во кој цутеле разни занаети. Патеписи и современици напишале дека во градот во Периштер и тоа во времето на турското владење, а и подосна, па дури и во времето на Балканските и двете светски војни, екзистирале речиси сите занаети што суштествувале на балканските простори, па и пошироко. Така било се до 60-тите години од минатиот век, кога најнапред поради индустриализацијата, а потоа и поради миграцијата, занаетите почнаа да се осипуваат. Во однос на занаетите, денеска Битола е многу далеку за разлика од порано. Постои опасност и тие занаети, што ја издржаа ветрометината, да исчезнат за секогаш, независно од нивната потреба и атрактивност. Таков е случајот и со звончанството. Пред 50 години во Битола имаше десетина звончари. Денеска со овој занает се занимава само еден битолчанец. Јас сум единствен звончар во Битола и Македонија. Иначе за кој ќе наследи и како ќе наследи, то не знам. Дуќан е од меѓу најстарите дуќани и какво што бил на времето, како звончар, и од татко ми, и од мене, истиот е. Работаме со истиот алат, производството исто е, произведувам повеќе клопотарчина за овци, овие се звончина за трупен добиток, за крави, за волој, ова е клякачка за маски, за коњи. Истото производство е како што било пред 100 години, истото и сега.
Татко ми беше евангел, иначе и тој од детство работеше, пред 70 години, 80 години некаде, а работеше како калфа кај Лазо, некој, јас не го памтам, звончар исто, се занимава најповеќе со лиење на звонци, и тоа звонци, авани, камбани. Има доста работи, кантари и така натаму. Иначе татко ми работеше како дете до 70-тите, до старо скоро, до 70-тите години, дури почина. Јас како дете од мали години се зафатив, се интересирав, носев теручек, носив му тука занајати поќе, ми интересираш и така. Сколијата не еден ми оди, сколијата можев да одам и понатаму, ама се залюбив ете во занајето и останев во занајето исто. Го работам, јас како занајче го работам од негде од 60-тите години и после смртта останав надуѓан од татко ми, од кога почина и до ден денес работам.
Иначе чашијата беше многу убава. На времето, како дете запамтив тука, сето беше ова чашија, беше звончари 5-6 занаети имаше, мизанечи, мајстори, па калајджи, па овдека касапи, фурна, се береа тие постарите мајсторите се береа во петок, вторник, овие празници, Великден, Божик, праве латифеси, праве пијачка, јадење. Многу пати секој ќе почнеше зарзавато да се зајред има бамја, пак порани изелка турлитава праја, ќе се собереа, јас си памтам тука Јани, Ванде, татко ми, Цаку, Томајки, Димитри, Калајджија беше и така. Еснафо се поштаваше и заедно стално се береа. До 60-тите години некаде беше занечиството во Битола доста распространето, доста големо, имаше преку 2000 дуќани. Кога почна индустријата да се градат фабрики и селата да идат цело град, занетите почна да пропаѓа, помлади занечи човеја се ојдеа во индустрија, постарите кои изумреа, кои напуштија занет, не можеа да работа и се работеше, мислам имаше мал број занаети. Не како сега, али сега ептен малце занаети останавме. Иначе во Битола, за нечи што и запамтив јас, не само јас, мислам беа доста, ги нема налонџи, кожувари, калајџи, па папуџи, бравари, ги немат околу 100 и повеќе занаети што сега ни набројувам.
не постојат веќе воопшто. Занаети сега на прсти се броја во Битола, неколку занаети се и тие. Останавме. Сега шанса има за најти да преживее, ама со многу со тешко маки. Не може да извадиме многу големи трошоци, друга производството не се пласира, не се продава и работиме колку да се преживе и да не сме да шетаме неде лево десно. Имаше на времето стока. Јас имам читано во весник дека имаше 15 милиони грла во Македонија само овци. Ево сега нема 500.000. Према статистика што гледам, што читам. Занаето тој е, сам работам, деца не сака да работат и пак нема пласман. Некогаш ида од странство, ќе дојдат ќе земе едно парче, две и тоа е како атракција, иначе да се троши како на времето се трошело, имаше доста стока. Па занаети 5 дуќани беа живееја многу убаво.
дете, иначе вчарчија сум, растен тука, уште од 49 година. Татко ми отвори дуќан првен со Јорго, тој беше инженер, а иначе брат му Јосиф Јосифовски, брат му беше. Тие работаја не лие, звонци да прави производство, само произведуваја месинг, пуштаја во Хрватска, таму се лие камбани и покрупни работи. Од Битола ги немаше тие занаети. Му лие калапи по 30 кила едно парче месинг и негде по 2-3 тона се пуштаја во Хрватска. После беше месарница. Го зеде татко ми сакај што сум јас дуќано, го зеде тој дуќан, работаше исто како Звончар, растен тука, имаше тука месарницата ги запамтив траен црна кожа, Борис Дрнко. Од оваа страна се префалија нова, пошто овој дуќан беше зарзават, после го направи продавница на месо. Па тука и запамтив. Дојде Качако. Борис Дрнко исто почеа како први тие со црна кожа, после си заминаа како пензионери. Работаја тука Качако, Татаро, работаше Мише Чукалка, Киро Чата, Шапаро и доста луѓе имаше што работеа во продавницата. Од Каршија тука беше фурна, пече леп, долу имаше налбати. Двајца браќа ствари беа, тие ги работеа на налчи, правеа за двокопетни добиток, двокопетни налчи, а на мостот тука, пошто запамтив малце, се продаваше пача во Грнци и во Котлина. Беа 5-6 души. Наиме не ги запамтив, само еден траен го запамтив и тоа. Пача, иначе како пача, тогаш беше пача, не сега шкембе чурба што ја вика пача. Тогаш имаше се, од нога, шкембе ширден, па джигер бил црн и се правеше се во Грнеци и во Котлина. Знаете, никој нема ни да продолжи, ниту сака некој мерак нема воопшто. Ето, детето јас го учам, ама не му се работа. Кој сака да работи и со чекани да види цел век рок на занаето. Ние тоа време така беше, така останавме. Да се донеса машини може да се направи, може да се направи калапи, ама нема пласман на кој ќе му продаваме. Нема стока, нема, селата се испустија. Ево, селата сите на број останати постари, тек тук по некој што држи по некој овца или гојда, да речем и така. Во Македонија точно сум единствен. Не од сега, и во Југославија кој беше, како Југославија склоп, мислам Југославија како што беше, 24 милиони, јас бев самиот тука во Битола од овој занает. Немаше други занечи. Едино некој ги занаети, ако имаше занечи во Грција и во Турција. Тоа е. Тие ги знам, тие места, друго место не знам. Освен звончарството, од клопотарчина, регачина, производство. Што производство немам, кантари, ако дојде некој, ги правиме кантари. Друго производство немам, што производство. Овој занат ќе работам, дури можам сосеќам способен ќе работам, па понатаму ќе видим. Од децата ниту ќе работи, ниту има интерес. Ниту сака да работи. Реков, занаето е тежок, малце по-специфичен, работа сака доста труд, доста физички и
затоа избегава секој да работи. И иначе работиме клопотарци од мало, од најмало, еве тука ги имаме, од најмалечко па до најголемо. Имаме од овие поголеми. Пусто има клякачки, реков дека овие се произведба овие само за маски, за коњи, ова врста. А клопотарчината се изразито само за овци. Сега се прат, реков, имат и јанински и солунски. Ова е солунски. Ова е солунски, го викаме. Ова е јанинско, со уши. Разликата е во тоа. Јанинско, солунско. Ето, сега овие се, да речеме, од најмалечките. Најмали тие се, овие. Се разликата е по тоа колку на гој ево, број 1 ова е, па над него има друго, така до број 8-10 некаде. Иначе разликата во гласо мора да биде за да не биде исто да тропат. Ето, разликата е таа, разликата е треба малци човек да има слух малце, да и осеќа према големината и према гласот.